Надвор од темата, аз сепак не го знам. Во текстот кој говорите за закон за обвинителство, ВМРО не поднесе писмен предлог, очекуваат дека во денес или вида средба не се закажува токму од страната на власта, што е причината и да следат први предлозите, кога ќе продолжат овие преговори, во која насока ќе има дали договор. Вчера Бојан Османи рече не е бенчмарк, вика ќе биде добар показател за владење на правото, но и дека разликите се технички. Технички ли се мисли? Од она што го имам како информација, дека неформални средби, не во рамки на работни групи, постојат. Очекувам дека некаков епилог од средбите ќе има и се што може да го пренесеме во јавноста, навремено ќе бидете известени. Прибавник ли е за СДСМ обвинител на организиран криминал на предлог на опозиција? Сите детали кои што произлегува и од лидерската средба, која што за жал беше неуспешна, јавноста ги знае, медиумите ги знаете. Она што значи политичка одлука, ќе бидете навремено известени и што ќе произлезе како епилог од работните средби на групите кои што преговараат околу законот. И уште едно прашање, вчера ВМРО излезе со список од над 20 луѓе кои што по различни линии, непотизам, роднини, пријатели, блиски на обвинители од СЈО, други суди обвинители, меѓутоа и на функционери од СДСМ биле вработени во специјалното јавно обвинителство, бараат анкетна комисија во собранието, вие одбивте, имате ли комуникација? ВМРО никако не се откажува од штитењето на криминалците и криминалот во нивните редови. Очаен е обидот, кажав неколку пати, нема да успеат со ништо да си ги спасат криминалците од одговорност. Нашиот став е јасен дека одговорност мора да има за секој кој што во постапка ќе се утврди дека ги прекршил законите. Истото важи и за ВМРО-ДПМН. Во однос на анкетната комисија, кажавме, го знаете нашиот став, и сметам дека навистина време е ВМРО-ДПМН да се огради конечно од намерата да си ги амнестира криминалците и криминалот во своите редови и сите ние да се ставиме во функција на правната држава и на правото во Република Северна Македонија. Може ли едно прашање? Како е ставот на СДСМ околу иницијативата на неколку претеници за промена на изборниот модел? Знаете дека наше изборно ветување и програмска определба е една изборна единица и секако отворени листи. Најпрво, заради активностите во собрание, аз се однесува на ребалансот на буџетот за 2019 година. Фокусирани сме на ребалансот. Очекувам во рамки на работни групи кои што треба да го договараат, да го преговараат за изборниот законник. Очекувам дека ќе се изнајде решение. Ние остануваме на тој став, но знаете дека за да донесеме одредено законско решение, особено во делот на изборниот модел, потребен ни е широк консензус во рамки на собранието. Очекувате ли вие таков консензус до одржување на следните општи избори? Не би зборувал ништо пред време. Да го видиме, да ја видиме иницијативата, да ги видиме предлозите кои што ќе видат од сите парламентарни политички партии, тек тогаш, кога ќе дојде законот во собраниска процедура, можеме да разговараме за евентуален консензус, дали би имало или би немало. Јас очекувам дека треба да се изградиме и да се издигнеме над партиските интереси и се што е во функција на подобрувањето, особено во изборниот модел, треба да го гласаме, но секако знаеме дека секој пратеник одлучува согласно неговото сопствено убедување и така да ќе оставиме на колегите да одлучат околу изборниот модел.